Имам организиран по 81 град, значи поголеми градови и 167 поголеми општини. Бидејќи ние се обидуваме на приватни сектор, третиот пајон на економски раст на Турција е на Почитувани бизнисмени од Турција, почитувани бизнисмени од Република Македонија, вечер овде присутни. Вашето огромно присуство за нас представува посебно задоволство, заради тоа што навистина со вашето присуство покажувате големо пријателство пред се, но секако и интерес за она кое што представува цел на двете наши земји, а тоа е да унапредиме соработката од секаков аспект помеѓу Република Македонија и Република Турција, но сите знаеме дека најдобриот аспект е да унапредиме економската соработка. Тогаш ќе бидеме ние политичарите добар сервис на нашите граѓани. Навистина доаѓам од мала земја, но голем пријател на Република Турција. Јас и делегацијата кои што сме денеска овде присутни, заедно подкрепени со поддршката на нашите бизнисмени кои што веќе соработуваат со Република Турција, навистина доаѓаме во една пријателска посета со огромна надеж дека благодарение на Асоциацијата на бизнисот во Турција, вие бизнисмените ќе овозможиме да многу искрено разговараме за проблемите кои што постојат, но и за перспективите кои што постојат помеѓу нас, за да можеме да унапредиме таа соработка. Република Македонија гради пријателство со сите земји во соседството, со сите земји на Балканот, со целиот свет, затоа што сме мала земја и навистина низ пријателство сме убедени дека ќе можеме да го подобриме квалитетот на живот на нашите граѓани. Јас сум деловен човек кој што доаѓа од деловната заедница. Лично пред да станам политичар бев комерцијален директор на моите семејни фирми кои што вработуваат 820 луѓе. Така да го знам бизнисот од самата суштина на своето функционирање и како политичар верувам дека мојата земја ќе има напредок ако навистина приватниот сектор, инвестициите, трговијата се зголемуваат на максимално ниво и на тој начин благодет ќе видат граѓаните на Република Македонија. Навистина како земја која што има своји аспирации во меѓународно членство и со НАТО, и со Европската Унија, сакам да искористам приликата овде пред бизнисмените да ја изразам благодарноста на граѓаните на Република Македонија кон граѓаните на Република Турција за огромната, неизмерна и вистинска пријателска поддршка која што Турција ја дава на Република Македонија буквално од почетокот на нашата независност. Турција важи за најголем пријател на Република Македонија. Сега, пред да дојдеме овде на овој состанок, зборував дека една третина од моето време како премиер на Република Македонија трошам на состаноци со деловната заедница, со бизнисмени кои што ја посетуваат Македонија. Тоа значи дека сме максимално посветени да привлечеме колку што е можно повеќе инвестиции во Република Македонија. Од тоа време кое што го трошам буквално посветено за да привлечеме инвестиции, пола од тоа време е на заинтересирани турски компании кои што сакат да го унапредат својот дел на инвестирање во Македонија или за прв пат да инвестират во Република Македонија. Ова го кажувам за да потврдам пред вас бизнисмените колку нам ни е значаен овој состанок и времето кое што го определивте денеска за нас, за да можеме да направиме една ваква работна вечера на која што искрено ќе разговараме за перспективите на идната соработка. Турција е шести по големина странски инвеститор во Република Македонија. Јас лично, знаејќи ги нашите искрени пријателства, знаејќи колку постои љубов помеѓу турскиот народ и граѓаните на Македонија, знам дека можеме тоа да го унапредиме, секако во заемен интерес. Бизнисмените да остварат профит, а ние во Македонија да отвориме нови работни места за нашите граѓани, да го зголемиме бруто домашното производство во државата и да унапредиме трговијата помеѓу нашите две земји. Имаме некаде
456 милиони евра годишно трговска соработка, од кои што 89 милиони евра се извоз од Македонија кон Турција, а 367 милиони се увоз на Македонија на турски производи. Јас мислам дека можеме, благодарение на бизнис заедницата во Турција, но и во Македонија, да си поставиме една цел за неколку години таа трговска соработка да биде барем 1 милиарда евра помеѓу двете земји, заради тоа што постои потенцијал. Тоа значи дуплирање, мене ми е јасно, но јас во суштина и како бизнисмен и економист, но и премиер на Република Македонија знам дека тоа е возможно да се оствари. Сакам да искористам приликата да уште еднаш потврдам дека сите правни регулативи помеѓу Република Македонија и Република Турција се регулирани. Ние имаме преку 100 договори помеѓу нашите две земји, но секако тоа не е доволно. Треба да ги отвориме сите спорни прашања, таму каде што треба да ги унапредиме дури и постојните договори, како што е договорот за слободна трговија помеѓу нашите две земји, или пак договорот за заштита на инвестициите, договорот за двојното одоначување, кое што постојат, да ги разгледаме сите механизми низ призмата на практичното делување и функционирање на фирмите, за да ги отстраниме како евентуални пречки ако постојат на функционирањето. Ние многу често разговараме со инвеститорите од Турција во Македонија за одредени можности кои што постојат помеѓу двете земји за да се унапредат соработките, но секако разговараме и за одредени слабости кои што постојат во самиот систем и правиме максимални напори нив да ги отвориме, односно да ги отстраниме комплетно. Јас сум убеден дека можеме да најдеме заеднички интерес и ќе искористам приликата во ваше присуство вечерва да ги кажам можностите кои што постојат во Република Македонија, се со конечна цел да привлечам внимание на колку што е можно повеќе деловни соработки помеѓу компаниите од Турција и од Македонија, но и со искрена надеж да привлечам колку што може повеќе инвеститори од Република Турција во Република Македонија. Како премиер кој што буквално ја има честа и одговорноста да ја води владата на Македонија, од јуни до сега, еве, некои 8 месеци, ние имаме директни преговори со 35 компании кои што се пред фаза на подпишување на договор. Подпишавме веќе 5 договори за странски инвестиции во овие 8 месеци, од кои што 2 се турски компании. Преговараме уште со 100 странски компании. Од сите компании со кои што преговараме, 40% се компании од Турција. Ова го кажувам за да знаете дека постои навистина позитивен амбиент за инвестирање во Република Македонија. Турските компании гледат благопријатно, позитивно на нашата географска положба во срцето на југоисточна Европа, позиционирајќи се поблиску до големите пазари на Западна Европа, но исто така гледат позитивно на нашите потенцијали и ресурси кои што ги имаме во Македонија. Така да сакам да знаете дека сме расположени да негуваме соработка во земјоделството, во енергетиката, во градежништвото и во сите други дејности каде што постои интерес. До сега нашата соработка е докажана и во овие области, но и во туризмот, и во областа на банкарството, и во областа на малите и средните предпријатија, но во областа на големите предпријатија. И јас сум убеден дека навистина можете да заработите солиден профит ако донесете одлука да инвестирате во Македонија. Програмата која што ја нуди мојата земја за привлекување на инвестиции во државата ги прави еднакви инвеститорите кои што доаѓаат од странство и инвеститорите кои што се од дома. За нас секоја инвестиција, без разлика од каде доаѓа, е домашна компанија, без разлика на нејзината сопственост дали е од Турција, дали е од Германија или од Македонија. Затоа што компанијата доаѓа во Македонија, таа регистрира своја фирма и тука ги плаќа даноците на државата, дава плати и учествува во нашиот бруто домашен производ. Условите кои што ги нудиме за инвеститорите во Македонија се отприлика следните. Во првите 10 години за секоја нова инвестиција во делот на производството овозможуваме 10 годишно ослободување од корпоративниот данок или од данокот на добивка.
Значи не се плаќа воопшто данок на добивка во првите 10 години. Исто така, во првите 10 години не се плаќа и персонален доход на платата на работниците. Тоа се големи предности и Македонија тоа може да си го дозволи заради тоа што ако вие не инвестирате, ние и така ги немаме тие даноци во нашиот буџет. Но убедени сме дека со тоа отварате работни места и го зголемувате севкупното производство во Република Македонија. Истовремено не застануваме овде. Дополнително имаме обезбедено буџет од 55 милиони евра годишно за директна државна помош и поддршка на секоја инвестиција. За Македонија тоа се големи пари и тоа значи дека македонската влада на секоја инвестиција во домашното стопанство може, согласно критериумите кои што постојат во програмата за привлекување на инвестиции, да даде директна неповратна помош помеѓу 1/3 и 50% од вкупната инвестиција која што се случува во Република Македонија. Критериумите од кои што зависи ваквата помош, кои што се во милиони евра, се вкупно колку работни места отвара компанијата, дали е извозно ориентирана, дали е еколошки заокружен проектот, дали соработува со домашни компании за да користи домашни ресурси и потенцијали во севкупното производство, дали дава соодветна плата, ако таа плата е поголема од 300 евра, ние 20% дополнително од платите ги плаќаме од буџетот на самата компанија и неколку други критериуми кои што представуваат севкупна мотивација на секој инвеститор кој што сака да инвестира во Македонија. Верувајте, досега во Македонија, во последните неколку години имаме повеќе од 27-8 странски инвеститори, од кои што голем дел се турски компании. Сите се задоволни од начинот на работење и соработка во Република Македонија. Ние сме убедени дека можеме тој интерес за инвестирање во Македонија да го зголемиме многу. И тоа секако сме свесни дека е возможно не само заради пријателството помеѓу нашите две земји. Тоа е многу важно, но тоа не е само доволно. Треба бизнисмените да најдат свој профит во математиките и калкулациите, да најдат пријатна атмосфера во своето работење и да најдат сериозен предизвик и перспективи во тоа што ќе го вложат. Јас знам дека секоја компанија повлекува кредит и тој кредит со храбри чекори го вложува за да создаде профит. За нас тоа е повеќе од јасно, но убедени сме дека во Македонија може да се оствари сериозен профит кој што секако ќе ги зголеми севкупните перформанси на турските компании кои што се веќе основани и функционираат во Република Турција. Знаете дека ние имаме многу заедничка историја, заедничка култура која што не поврзува. Пријателството помеѓу народите на Република Македонија и Република Турција е огромно, помеѓу двете влади е огромно, помеѓу председателите на државата е исто така огромно. Целото тоа го ствара амбиентот навистина да бидеме доволно охрабрени да ги зголемиме односите на соработка помеѓу двете земји. Во моментот, заедно со МАТО и со коморите во Македонија, преговараме за цели индустријски зони, да ги дадеме на турски бизнисмени, тие да ги управуваат, тие буквално да располагат со нив, како доволна мотивација за слободно економско функционирање. И во моментот разговараме за индустријската зона во Гевгелија, која што представува на тромеѓето со Грција и со Бугарија, одлична можност со добра инфраструктура за поврзување и со Турција, но и со западноевропските земји. Сакам да ве поканам и за оваа индустријска зона, но и во сите други индустријски зони кои што постојат во Македонија, да го најдете својот интерес, да стварате профит, а преку нас ќе го заокружиме и интересот на Република Македонија, а тоа е ние да обезбедиме работни места за нашите млади луѓе, да останат во Македонија, да гледат иднина во Македонија и да секако го планират своето семејство и иднината дома. Навистина, како политичар и како човек, полагам голема надеж на соработката помеѓу Република Македонија и Република Турција. Јас и лично сум соработувал со многу турски компании.
Лично познавам голем дел од бизнисмените, еден значаен дел од бизнисмените од Турција и сакам преку ова моја директно искрено обраќање до сите вас да остварам карт бланш, отворена покана за Република Македонија. Сметајте на пријателство од премиерот до министрите, до паратениците во нашата земја, но секако и до нашата стопанска комора и другите стопански комори кои што функционираат во Македонија, како и комората МАТО, за да можеме сите заедно на еден нормален европски начин да креираме бизниси, да создаваме профити, но и да одат нашите две земји напред. Во тоа име, уште еднаш ви благодарам од моје име, од името на делегацијата, која што денеска е со мене, а тоа е министерот за странски инвестиции, господинот Аднан Кјахил, кој што е задолжен за Турција и за целиот овој регион, нашите двајца пратеници, кои што се со нас од парламентот, од турската етничка заедница во Република Македонија, тука ни е амбасадорот да ни биде добар мост, но тука е и нашиот државен секретар од Министерството за надворешни работи, моите советници за економски прашања, за енергетика, за надворешни работи и слично, но и овде се и моите пријатели бизнисмените од Македонија, кои што дојдоа денеска да дадат поддршка на новата соработка која што треба да биде уште поголема помеѓу нашите две земји. Ви благодарам.